Колега Битичи, по не знам кој пат злоупотребувате процедурално, се повикавте на членот од деловникот кој што дава право за процедурални забелешки, но ставот 2 од тој член вели дека сте должни да ја наведете одредбата деловникот. Мислам, класична злоупотреба и не ви е прв пат вака да се правите жртва кога ќе бидете повикани за нешто за што сведочи целата македонска јавност. Поднос на тоа кој бегал, дали министерот Трипуновски бегал или бегал некој друг кој што еве сега и видовме добро му дојде ова што почна вербално со мене да комуницира на недостоен начин, па сега тој избега како прво потпишан, како човек кој што се борел против корупција, против не знам што, кој што бил многу добар министер за земјоделие, требаше да седи тука и на секој од нас да ни кажува. Вака покажување жртви, извинување, знаете кога ќе ве нападнат, бегате, ви станува лошо. Па се јавувате за процедурално, па не знам што ви било. Па се, ајде, немојте овде да бидеме оние програми не за здравствени проблеми. Секој знаеме во приватен живот што имаме. Го злоупотребивте процедуралното, не кажавте речи си ништо и велите министерот Трипуновски бегал. Не, пратеникот Николовски секогаш кога министерот Трипуновски бил присутен на седница, тој не бил присутен. Поставувал само писмени прашања, кога не бил присутен во сала, министерот тогаш бил многу силен и денес еве видовме му попуштија нервите и нормално сега ќе замине затоа што јас сум била лошата, а тој нели е жртва. Но ќе видиме на крајот, колеги, кој е жртва, кој не е. Сакам само да напоменам дека ова беше класична злоупотреба на деловникот и на инструментот процедурална забелешка. Благодарам.